Новиот телекомуникационен центар во Скопје, дело на архитектот Јанко Константинов, предизвика значајно интересирање во архитектонската и градежничката средина, а доделувањето на наградата на весникот Борба за Социјалистичка република Македонија е своевидна потврда на ова интересирање. По тој повод, во Музеот на современа уметност во Скопје е отворена изложба на фотоси и проекти. За карактеристиките на најновото архитектонско остварување на Константинов зборува инженер-архитектот Васил Василевски, а разговорот со авторот го води уредникот на нашата емисија Глигор Чемерски. Вистинската модерна архитектура кај нас започнува по земјотресот во Скопје. За неговото подигање зедоа учество голем број на познати архитекти не само од нашата земја, него и од светот. Во тој процес македонската и југословенската архитектура добија неколку значајни остварувања, како и неколку значајни неимари. Свеж е примерот на телекомуникациониот центар во Скопје, чиј автор е архитектот Јанко Константинов. Неговиот архитектонски опус започнал во духот на монотонијата и крутоста од функционализмот на Баухаус стилот, па преку Ниемајер и романтизмот на алто и скандинавската архитектура, за да се исцело зафати во Америка на проучување на стилот на Рајт, Саринен и Мис Ван дер Роје. Работејќи со блиски соработници на овие тројца американски великани, започнал да остварува нови скулптурално-спацијални структури изразени во новата технологија на натурбетонот и стаклото. Така и се појавува првиот објект кај нас изграден исцело во натурбетон и стакло, а тоа е сеизмолошката станица во Валандово. Потоа се гради педагошката гимназија и медицинскиот центар во Скопје и најпосле телекомуникациониот центар во Скопје, која ја конисува неговата досегашна работа, а со кое дело повторно ја добива Републичката награда за архитектура за 1974 година, што ја доделува весникот Борба. Но не само тоа, тој учествува на голем број распишани конкурси од областа на архитектурата и урбанизмот, на кои добива голем број на награди и откупи, кои уште еднаш ја потврдуваат неговата висока креативна способност. На крај да се послужиме со зборовите на познатиот американски архитект Пол Рудолф, кој вели: архитектот треба да се занимава со проблемите на визијата, символизмот и содржината, а тоа Јанко Константинов успешно го постигнува. Јанко, макар што ти си еден од протагонистите на природниот бетон кај нас, може би не е лошо да го почнеме нашиот разговор токму со природата на овој материјал, натурбетонот. Материјал кој мора да признам е помалце искомпромитиран од масовната употреба кај нас, па многу мина протестираат дека добиваме еден сив град и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас како случај член на жирито, кој и самиот имам известни резерви кон овој материјал, гласав за твојот објект без многу резерви, бидејќи ми се стори и се уште мислам дека е така, дека ти низ својот последен објект, поштата или телекомуникациониот центар, ги употреби неговите најдобри својства, што ни покажа дека од него може да се создаваат многу нешта. Скулптурални, орнаментални и други ефекти, што не само што се дел од архитектурата, туку се дел и од една поширока пластична насоченост кај тебе, која би ја нарекол еден вид аскетска естетика. Бетонот, со својата едноставност, со технолошкото брзо обработување, заедно со железото и стаклото, зема денес еден вид, своевидна врста на изработка која е единствена во технолошката револуција на 20 век. Таа револуција ни го даде најарниот материјал на овој век, бетонот, стаклото и железото. Комбиновано заедно и остварено во своји структурално-спацијални простори, бетонот има најболи средства за нашиот век. А тоа е бетонот изразен во архитектурата на скулптурата. Во врска, една заедничка врска архитектура, скулптура и наука. А тоа заедно све поврзано остварува могуćности какви ниеден материјал во денешната историја, а и во историјата на миналите векови не остварил. Значи, за бетонот важи истото што и за другите материјали. Зависи од тоа кој го употребува и како го употребува. Се разбира да зависи најмногу од креаторот, од архитектот и ствараоцот. А материјалот не игра улога,
Он, ако е способен и талентован, он може со секој материјал да остварува нови форми, нови визии за еднината. Тоа значи да ако архитектот работи во мермер, он треба да остварува специфични форми и адекватни структури за мермерот. Ако работи пак во стаклени површини, онда треба да работи со други специфични сознанија за стаклот. Всушност, важен е авторот. Ти се заложуваш за една типично авторска архитектура, ако може така да се каже, што би подразбрале креација понатаму од функцијата. Јас кога го добив телекомуникациониот центар да го обликувам, да го стварам, во ова место кај што е поставен, добив задача да створам една индустрија. Во други места во нашата земја, а и надвор во светот, телекомуникациони објекти се изградени во вид на 4 зида, каде се поставени инсталациите, кабловите, клима уреđаите и така натаму. Од мене беше истото барано, да се створи една индустрија која ќе функционише и кој ќе задоволи потребите на технологијата. И јас, како креатор, како ствараоц на архитектурата, не можев да си стварам, да си замислам да во едно место централно на градот поставаме на индустрија од 4 зида, да дам простори за кабловите, милионски вези на каблови, на уреđаи за клима, електрика и така натаму, а да не остварам архитектура која ќе задоволи потребите на еден град. Една архитектура со скулптурални форми, со спацијални заиграни површини, кој ќе привлече вниманието на секој посетилоц на нашиот град, а специјално во ова централното подручје на градот, каде треба да се остварат фокални површини кои ќе остават трага за уметноста, за креативноста, за обликувањето на денешницата, а да остават трага на идните генерации кои треба да дојдат. Да поминеме на едно прашање кое може би на индиректен начин има врска со сето она што го досега спорувавме. Дали архитектот е едно супер рационално и дисциплинирано суштество кое прави она што од него се бара, или пак е, да кажам така, луд во наводници на еден свој собствен начин, и дека тој всушност сонува ни со она што го гради? Архитектот преди све е архитекта, урбаниста. Он треба да биде научњак, економиста и да ги соедини сите тие грани во едно. Он треба да биде во исто време и фантазер. Фантазер со визии и визии за еднината. А сметате, ако го сметаш тоа, дека е визионар и фантазер за, во наводници, да рече човек, лудори, онда лудскаст, онда може архитектот да биде визионар, фантазер и лудскаст за да остварува структури на еднината за едните генерации кои ќе дојдат, затоа што само они ќе судат и ќе судат за нашето творчество, за она што оставаме зад нас, за нивните генерации. Како таков, архитектот мора да биде визионар на еднината. Го има ли кај нас архитектот тој третман? За сега го нема. Врло е тешко да се рече за архитектот како визионар, али се надеваме преку тешки борби да се тоа оствари. Има разни разлози поради кој се стопират архитектот визионар, фантазер, архитектот кој мисли за еднината на нашите генерации.